Целиот овој час се посветен на културата во продолжение за тоа дека македонскиот балет продолжува успешно да ја представува македонската уметност на европската сцена. На 1 јули оваа година балетскиот ансамбл на македонската опера и балет ќе гостува во Фиренца со спектакуларна представа Кармина Бурана во кореографија на Рафаел Карисо и Клаудија Мартинс. За значењето на гостувањата не само во Фиренца, туку и генерално ќе позборуваме малку за турнеите на операта и балетот, меѓутоа повеќе и за предстојниот, се разбира, настап во Фиренца со Кире Павлов, уметничкиот директор на балетот при Националната установа Македонска опера и балет. Добро утро. Добро утро до вас и до македонската телевизија и нашите гледачи. Само една мала исправка, јас не сум директор на македонскиот балет, јас сум менаџер на опера и на балет. На тоа раководно место е Марија Кичевска. Добро е да ги знаеме и деталите. Толку така. Господине Павлов, македонскиот балет, како што рековме, на 1 јули настапува во Фиренца со Кармина Бурана. Колку е ова значајна за вашиот ансамбл и се разбира генерално за македонската култура? Па знаете што, македонската опера и балет предводен од генералниот директор Оливер Арсовски. Нормално сега и нови раководители кои што се Дејан и Марија Кичевска во балетот. Концептот продолжува, тоа е максимално представување на македонската опера и балет на меѓународни сцени во Европа и во светот. Зашто? Бидејќи ние едноставно мораме да се промовираме како едни амбасадори надвор од државата, бидејќи тоа е единствениот начин за да другите држави, другите народи не запознаат подобро. Бидејќи ние сме една мала земја која што навистина не познаваат. Така, реално искрено кажано, со ваквите промовирања, неодамна неколку гостувања имавме, запознаени сте во периодот октомври, декември и сега април во Белгија, Холандија и Германија, со Молдавската филхармонија, која што настапуваме со еден железен репертоар, како што е Орово Кршачка, иако е детска представа, е максимално захтевна, Лебедово езеро, Жизела. Така да, ваквите представувања значат многу не само за институцијата наша и градот, едноставно за државата и за културата и огледало на народот од каде што сме ние. Така да многу значи, бидејќи да не забораваме, доаѓа период каде што и Скопје треба да биде град на култура, односно престолнина европска на културата, каде што ќе биде огледало и тука ќе имаат можност европските млади гледачи или публика едноставно или туристички гости кои што ќе го посетат Скопје, ќе имаат можност да го запознаат и народот и културата од каде што ние потекнуваме. Така да многу големи значајни. Ето сака да ве прашам, дали веќе почнавте со подготовките за Скопје град на културата? На овој проект Кармина Бурана ние патуваме веќе од 2025 година. Значи нема ништо случајно кај нас, така да затоа се поделени нештата, бидејќи имаме огромен и обем на работа. Токму во 2025 ние гостувавме во Португалија, во Буфаира, градот, каде што следната 2027 ќе бидат токму град на култура, Абуфаира. Така да нема случајни проекти, едноставно овој проект плови и е едноставно огледало на Скопје град на култура 2028 година. Значи како еден промоција. Да, ние веќе го промовираме, ние веќе исклучивме договори со Албанскиот национален балет, Косовскиот национален балет, со една компанија од Србија, Словенија како европска држава, Македонија како носител на овие балкански земји и Португалија со Рафаел Карико со World Dance Company, каде што проектот е Balkan Country Step to the Europe. Значи тоа е проект кој што треба веќе да започне 2026, 2027, 2028, да трае до 2029 година, кој што ние конкуриравме во едни европски фондови, каде што за прв пат очекуваме и средства да добиеме, каде што реално имаме голема поддршка од Министерството за култура и за финансии, нормално, каде што имаат разбирање и максимална доверба во нас за овие сите дејности и промовирања кои што ние ги реализираме. Пред неколку месеци имаше гостување на джезот во Белгија, во еден познат театар, престижен, каде што реално балетот веќе се представи во Гент и во Амферпен со Лебедово езеро.
Така да нашите представувања не се случајност. Македонската опера и балет и менаџерскиот тим кој што го води генералниот директор е и помагање на другите институции, дали е тоа танец, дали е джезот, дали се некои драмски представи или театри кои што ние максимално се отвараме за работа и за соработка, бидејќи неминовно е ние сме едно ткиво кое што мора да функционираме во државата и за сите дејности кои што се во нашата програма, која што доправа треба да се прошират оние културно-спортски и туристички дејности, да не заборавиме Министерството за култура сега и Министерството за туризам. Така да сите тие стратегии што ги носиме заедно со Министерството се стратегии кои што точно без никакви симулации или некакви непроширување на кадри или на институции е неминовно да ние соработуваме заедно. Така е, сега како менаџерски тим, колку е тешко всушност сето тоа да се организира, затоа што на минатата турнеја имавте 11 представи за само 16 дена. Како сето тоа изгледа во подготовките, особено и на дестинации каде што не сте дома, па сето тоа веројатно е малку и попредизвикувачки, и колку тимот се радува на целиот успех? Интересно прашање. Видите, раководството на балетот предводено од Марија Кичевска има големи улога во цела оваа работа, нормално и генералниот директор, бидејќи ние имаме захтевна програма и во Македонската опера и балет. Значи, сме во различни подготовки на репертоарот кој што следи од септември месец, каде што треба да се направи еден голем спектакл, тоа е представа Ромео и Јулија, која што индивидуално раководителката на балет склапа еден тим кој што е навистина тешко да ги добиеш прво. Тоа се навистина европски кореографи, сценографи, костимографи, кои што се во некои преговори и се, мислам, веќе договорени и подпишани пред договори за соработка во период 2026-2027. Така да имаме среќа кадар кој што го влечеме од музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј, и неслучајно сега на годишниот концерт забележав дека има доста зголемен кадар и машки и женски кои што за неколку години тие ќе бидат дел од нашата куќа. Тие веќе и соработуваат со нас. Колку е тоа важно? Многу е важно. Нови генерации? Многу е важно, бидејќи знаете што, ние имаме вработени луѓе кои што мора да си ја оправдаат платата. Тоа е неминовно. Но имаме и еден кадар балетски кој што следува, кој што е подобар од некој кадар кој што е вработен, но тоа не значи дека се менливи. Така да секој гледаме на секој начин да си ја прво изврши работата и должноста и да си ја оправда платата во нашата институција, но нормално на повисоко ниво и захтевно, каде што има таџоне систем, а тој систем е представа на представа, каде што е захтевна. Тоа е надпревар, да кажам вака, кој што не се разбираат од балет, како е едно светско првенство, па секој трет ден имаат надпревар. Така да ние имаме секој ден представи. Така да тежината е навистина голема, но добро е што ние имаме соработка и со операта, со раководството, и со балетот. Јас како менаџер сум благодарен, имаме педагози кои што работат со различни играчи, им се удоволувани играчите да бираат со кои педагози сакаат да работат, за да имаме подобар квалитет, подобар настап, и едноставно мислам дека сме во еден правец во кој што балетот не бил долг период, а тоа е, ако постоиме 75 години, мислам дека сега го достигнуваме еден може би максимум и идеме нагоре. Значи ова дека ќе бидете поприсутни на европската сцена, така? Многу поприсутни, не случајно еве сега можам да кажам и да најавам дека една група е веќе во Белгија, каде што се прави еден проект кој што белгинската компанија максимално го спонзорира, односно целиот проект го финансира. Да не заборавиме сите овие проекти кои што ние гостуваме во Белгија, Холандија и Германија. Јас како менаџер инсистирам и дирекцијата на балетот да ние почнеме да се продаваме. Значи не е само да добиваме поддршка од Министерството за култура и трошиме државни или народни пари. Значи ние мораме да се промовираме, да се продаваме, да луѓето да заработат, да се почне да се носат европски пари во Македонија, не да се плаќаат сцените во Европа. Така да овие проекти коштаат повеќе од
да не кажам половина милион евра. А реално ли е да се оствари тоа што вие го имате зацртано како Веќе цел? се остварува, веќе ние не ги покриваме еве за следното гостување во декември, авионските билети, камионите, сместувањето, таа логистика на сцените воопшто, зашто една сцена кошта по 25.000 евра за настап. Така да ништо ние тоа не го плаќаме, едноставно плаќаме 50% од дневниците на луѓето, но морам да докажам дека ние се бориме едноставно нашите луѓе да добијат некаков надомест на некој бонус од првите до последните играчи, дури до сценските работници. Едноставно да почнеме да се цениме самите себе си, бидејќи јас за овие 50 години не гледам проблем освен во самите себе, така да и во културата, и во спортот, и на државно ниво, мислам дека единствениот проблем сме ние самите себе. Во рековте ништо не е случајно на почетокот. Да. Ова е добра стратегија. Да. Се надевам дека ќе трае. Да, благодариме многу за издвоеното време утрово.